treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Narva treba gore mene, samo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padat za breme. Toj sumci tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogu smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj lice ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za breme, toj sumci tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Dobro, smiri se, не сака мама и тата да те видат ваква. Те молам, смири се. И тој не е дете, ќе се врати. Нема да се врати. Дедо, ти не знаеш како тепат ако те фатат на... Абе, попара ме направиш. Попара прата. Ама гледам взе, че нешто носево, но сулево ми ти е здраво така. Здраво ме носево, ако ви кажуваме. Што е, бе, сега? Ај. Опа! Тука си, а? 100 години го обркам, од бај го фати. Си ја оставил трудна. Абе, ајде. Трудна? Знаеше дека се сакаме. Не е точно. Бабо, се што ти кажа, ти излаже. Не знам што е во последно време, многу лаже. Лаже, суши. Вие сте блиски со баба. Како мислите блиски? Сега како блиски? Интимни. Како се осмелува да ви се молам? Не измислив јас таа блискост. Дедо Живко ја откри работата. И сега разработува стратегија. Добро го знам. Добро го познавам. Знам какви глупости може да направи. Не се контролирате. Мене 2 пати ми има нокаутирано. За ништо. Бам, бам! О, мамо, дојде. Седи. Макар едно. Воледен. Мамо, мамо. Абе, имаш ли ти малку ум во таа букова глава, бе? Леле. Па што? Ти собра партали, ти си замина. Овде? Абе, си замина, ама внучето ми го зеде. Го зеде. Леле! Не. Ке платам некој да те убие, да те отепа.
Ама, јас си бев дома со таа касиерката и... А? И те фатиле в кревет. Пу! Не ти е срам. Đubre jedno. Човек направија од тебе, бре. Адвокат. Од едно говедо направија адвокат. А ти така ли им враќаш? Ти им носиш дома касиерки тамо, некои курвичиња, разведени, недоразведени, не ти е срам. Ако, сега си готов. Сега пропаѓаш. Готово. Добро, ама, сгрешив. И станот ке ти го лапнат, зашто на нејзино име си се води. Кретен. Па ја молев, клечев пред неа. Ја удрев главата в зид, таа си ги собра парталите, ки си оде. Оди си, Не палат веќе тие марифетлаци, бре Златен. Не палат. Благица стана господја. Па, сигурно има некого. Има. Па има. Има. Си има. Па сигурно. Има, ама. Ке му го скинам вратот, има. Кому бе ти ке скинеш врат, бе? Кому бе крлеш еден, бе? Ако ти опнам една, бе? Ама полека, не вика, ако помагаш, помага. А јас немам друг, никој, мамо, само тебе ти има. Слушај се, Авам. Однев најразбран е овој сватот Живко. Дедо? Дедо. Да. Да појдеш ти до кај него така, да поразговараш со него. А да појдеш ти да поразговараш со него? О, дедо! Свате! Кај си, бе, свате? Како си, бе, свате? Па ти не старееш, свате, ти се помлад и помлад. Да те поплюкам да не ми те урочам, а? Како момче си, бе, свате. Како момче. Седнете. А ти стани. Стани. Станав. Абе, многу ми е жал за те. Ми се плачете. Пред малку и јас го карав, свате. Малом го направив. Ау. Јас не карам. Јас те пам. Ако сакаш, удри ме. Абе, Марсул, не фалам на тебе. Седни. Седни, бе. И пишувај сега. Вака, слушај ме. Јас. Отвори заграда. Попук. Затвори заграда. Изјавувам дека нема да ја вознемирувам мојата бивша сопруга. Напиша. И нејзиното дете. Точка. Во продолжение. А за возврат ми го отстапува така, нејзиниот стан. Напиша? Добар си. Удри еден подпис сега таму долу. Така. Курлен. Јас ја сакам. Си го сакам детето. Свате, јас те мислев тебе поумен, поразбран. Уште ги млади се, ке си се смират. А и овој просторов е мој, јас го купив. На договорот стои моето име. Па размислете малку. А и подобро ќе ви биде да се преселите од тука. Од кај бевте вие? Од кај дојдовте? Ау, да, бе. Од Поддржикој. Па и таму ви е местото, да ви кажам. Да? Сузе! Да. Сите сме дома. И Благица. Па со детето нормално. Што прави? Трча низ куќава, прави лом.
Да, сега со Живко прават некои авиончиња. Знам, мајка. Знам, Злато. Многу те сакам. Ајде. Ајде. Абе, направи еден бог свака, бе. Дедо, фубав, тој јунак, бе. Лаге, ајде се ми го детево, да удри едно спиење. Чекај, бе, да видам јунак на дедо, бе. Куре, дедино, бе, колку си пораснат, јас да видам, чекај. Бре, а сега кој ќе се изнаспиеш, па ќе пораснеш уште, едно, два, три прсти. 100 на 100. Добро? Да пукне. На дедо јунак. Така. Тато, да му стоплам млеко? Го најадов, тапан се направи. Ојде бе на дедо. Куре, дедино. Ајде кај мамичка. Проблеми со зетот, а? Не. Зошто? Па, чудно се однесувате. Како да сте среќни што тој не е тука. Маре. Такви сме ние. А каде е тој, мислам, зетот? Абе, што каде е зетот? Ти како да немаш друга работа, па каде е зетот? Курле ни заедно. Зетот е таму кај што треба да биде. Уште јас ви останав како чир дома. Ако мислиш дека имам грижа на совест, си се заебал. И тоа многу си се заебал. Ако мислиш пак дека јас сум одмазник од Зоро, и ти си се заебал. Да Кажи бе знаеш. ти, што сакаш од мене? Таа Лилето, ако мислиш дека те сакала толку многу, и ако Салам те чекала да се вратиш од војска, што е кренала опашката така лесно, како крава? Не! Не дозволувам така да зборуваш за жената што најмногу сум ја сакал во животот. А, значи тука те болело. И што треба сега да направам јас? Да се обесам, да се отрујам? Те чувствувам како нож под грло. Не можам да дишам од тебе, бре. До вчера спиеше во моите пиджами. Абе, чорапите мои ги носеше. Абе, врапчар ни еден. Живко, се договоривме со Драги. Ќе одиме вечер во театар. Значи се договоривте? Мислам, ќе одите в театар. Ма ако не одете? Разбрав. Театар, филм. Тоа не те интересира. Мене? Да. А, маме. Ама не ме интересира. Јас сум опасен за фаќање на змии, врапчиња, летење на гулаби, кокичиња да собирам царсу, киселец. Хе-хе. Лагиче! Чичко Бошко, па како си ти? Тебе те барам, злато мое. Па што правите по дома, како сте? Добро. Тетка Ана? Арне. Море, книги си тоа треба да ги изучат децата? Да. Бре. Слушај, Кажи, Чичко. дојде сум, има едно дупенче наше тука на факултетов за пишање, го знаеш, а? Го знам. Гледај малку таму, гратичка. Те Од братуче дете ми е. Те разбрав. Владко, твој завчера ми се јави, многу ми драго. Стално се јавува и кај да се јавува, добар е. Супер е, Влад. Ајде ќе се видиме, се брзам, ајде. Ајде, Чичко Бошко. Поздрави ги добасите. Благодарам. Ајде. Се извинувам. Да? Барам една личност. Барам и ја најдов. Вие сте 100 на 100. Мојата слика? Да не сте вие од полиција? Не, касиерка сум во суперот. Таму до вас. Се знаеме, нели? Да. Малку сте ми чудна сега, имате повеќе облека на вас. Јас и вашиот сопруг.
Имате само 3 минути да ми кажете тоа што сакате да ми кажете, повелете. Професорка, предавате? Само 3 минути доста е за секој гостин. Од каде да почнам? Од почеток. Па вака. Јас сум виновна за она што се случи. Настојчива бев, а блаже твој каков што го дал Господ жалојц. Ме прибра. Сакав да му се осветам на мојот. Знаете проблеми во бракот. Да, знам. Сега Горан ми се врати. Знаете како е. И човекот е во голема криза. Страх ми е да не се убие. Почна да пие. Пуши трева. Пуши трева? Да. Ве молам да ја напуштите оваа просторија. Да напуштам? Да. Колешке, имате гостин, се извинувам. Останете, молам. Овој гостин случајно го најдов кревет со мојот бивш сопруг, касиерката. Да, мощно интересно, да. Скоро неверојатно, да. Разбирам. Се ми е јасно. Блаже твој се беси и трга трева, во добро парче сте начекале. Што? Да гостите? А овој другиот? Првиот ќе уште. Немаш како ќе уште. Нема шанс. Не. Па што со тоа се покажа дека не се штида, всушност. Ќе се објави се. Ајде на здравје, ајде. Ајде на здравје. Ајде на здравје, зубо, зарно. Здравје. Драги, бе. Абе, драгаче. Алтан, бе, те некен, бе. Драги, а се сеќаваш ли на една игранка во селскиот дом? Август чинам беше. Мајка ми со фенерот се обесила на прозорецот и гледа со кого играм. Играв со тебе, Елвис Присли. Ти, кога ја виде како дзирка си отида. Се сеќавам, да. И велам, Стрино Јончејце, ич да не се секираш, ке се земиме со Ането твое. Се засрами мајка ти и замина. Да. Живко, со тие ваши игранки, главата тапан ми ја прави. Леле, де вакви биле, де такви биле. Силски игранки. Море. Абе, од цела генерација останавме само уште 4. Јас, Васил, Славе и Бошко. Не ти, бате, Бошко, не, ти си постар. Абе, се наштрка сите странство, кој вамо, кој таму. Чекајте. Јас сум година-две помало од вас. Од мојата генерација еден има во Аргентина, Коста. А го знаете. Играше фудбал бос, го стегаа копачките. Да. А каде едно многу убаво девојче, едно Лиле, мислам се викаше, во очите така како јапонка. Кој Лилето? До нас живееше. Мислам дека Ќе одам до веце, јас малку. Австрија или Швајцарија. Беше да иде напред 2 лета, бе. Аха. Драги се вртеше по неа. Драги? Години, кој да памети. Ќе излеза малку надвор. Да не ти е лошо? Ве молам да ме извините. Драги, Дуро, што им е наудил? Некој е нервозен, бате Живко нервозен. Овој овде е археологот недоквакан. ќе одам да видам што стана со човекот. Денеска како да се случува нешто. Бошко? Глупости. Дуро, кој ме натера да доаѓам? Ајде, станувај да си одиме, ајде. Ама... Ајде, станувај, одиме, ајде. Тато, ти овде? Каде е мама? Не знам. Тука беше. Ти како си ми? Кукле, татино. Да те запознам со колегава. Младен. Јас сум Живко. Повелете, седнете.
Мама со тебе или... Абе, тука беа сега. И мајка ти бате боле со Ана. Драги копачот. Сега ги нема. Тато, се шегуваш? Да? Убаво објектче. Убаво. И убава музика пуштате. Прекрасна е. Се собрало семејството. Одлично. Да ве запознам со колегава. Младен. Милка. Живко, каде се другите, а? Абе, не знам. Се вратив и ги нема. Кај отида овој народ? Не е важно. Вие бевте младен, така? Да. Младенчо, што ќе се напиете вие? Мене некако се ме тера на кај водка. Одлично. Така ми како? Сок. Густ. Некако со алкохолот сум скаран. А да се отскараш, а? Дете, 2 водки. Народе! Само момент. Да. Јас сум зетот на големиот долнодупенски фраер. Прочуениот Живко, наречен Касиус Клей. Од кај беше Касиус Клей? Од долнодупени. Големиот газда, бос, менаджер, и магистер по економски науки. Големиот татко, папа. Во бурните транзициони времиња се дига до невидени височини, станува бог, карпа, огромен како Мон Блан. И сега тој огромен Мон Блан почнува да дроби се пред себе. Еве, јас сум првата жртва. Јас, неговиот зет. Ме избриша како со гума. Денеска има зет, утре нема. Нема зет. Сега, како во добрите стари филмови, те предизвикувам на двобој. Го предизвикувам на двобој големиот долнодупенец Касиус Клей. Некогаш со милозвучен глас ти викав тате. Татенце, папа. Ти ги пеглав кошулите и гачите. Сега пораснав и сакам да ти се правя малку петел. Сакам да ти се правя малку петел. Петел гаштарест. Лакче, го облечи убаво детето? Да не настине па да си имаме разправија после. Нема. Ајде, Живко. Ќе одиме на гости кај една моја колешка. Таа има 2 деца, да си поигра малку, Живко. Кажи ти, баба, вози внимателно. Знам, бабо, ќе возам. Со дете сум. Намини некогаш. Не заборави. Кучко една, кај нас растеше? Бабо, дедо, работите што ми се случуваат во семејството, сакам сам да ги реша. Сам. Гледам те. Гледам како ги решаваш. Цел народ се смее со вас. Скопје не е долнодупени, зете. Мамо. И не е дени. Опа! Дедо, абе ова е чудо невидено. Милчето застана на моја страна. Зете, и за мене ова шок. Што ќе се напиете? Отров.
Ajde, daj jedan sok. Сега ќе донесам. Бабо, не знам која е причината што не ме поднесуваш. Ама мислам дека не ти се чини дека во многу работи јас и ти сме исти. Зете, а што правиме сега со зетот? А тој продолжува со глупостите. Вчера беше кај нас, ни бараше пари. Повели, тато. Сокчето. Ај, донеси едно и за мене. Така те сакам. Убајни. Дедо, треба ова да го издржиме. Да завршат сите судски процедури, да се разведат. Лека по лека. Секи си дојди на своето. Слушнав, веќе најдовте и нов зет. Не бре, тој е колега некој таму. Колега, живи мајка. Повели. Спалајте. Живко, драги како да исчезна. А ти него да не ми го спомнуваш повеќе. Ама кој е тој драги? Деца, не вичи ни работата. Слушам некој живеел тука. Никој бе, дедо. Некој звони. Јас ќе одам да отворам. Ако е драги, те молам не прави глупости. Море ке му е. Би се обесиле тука на вратеве куп идиоти. Живко? Да, повелете. Возите ровер зелен? Да, и? Некој ви го украл и случајно го фативме. Еден пијаница, без лична карта, ништо, тврди дека е ваш зет. Зет за керка. И што остана од роверот? Остана покривот. Чудно како човекот останал жив. Жив, а? А колку се лечи за убиство со умисла? Ве молам, бидете сериозен. Одиме, така? Одиме. Милка, дедо и баба нека зема такси и нека си ода дома. Роверот го прости Господ. Здравија. Господине Живко? И? Можам само да ти се извинам. Па како си, а? За тебе знаеш што треба? Да ти акнам една. Па ќе треба уште една. Се обидуваш да се смириш, така? Не треба да се смирам. Се обидувам да сум практичен. А што значи тоа? Пред да те натепам како магаре, ќе треба да расчистиме некои работи јас и ти. Се е кристално чисто. Јас мислев... Ајде оставиме сега малку јас да мислам. Со години изигруваш клошар и ни се појавуваше како партал по скопскиве кафулиња и улици. Потоа те откривме кој си. И јас од сожалување те прибрав дома. Потоа пак те снема. А Милка моја како магепсана те бара и никако да те најде. Сега пак во моите работни простории си се обесил на мојата секретарка. Е, што е многу е, брате. Случајно или намерно, ја прескокна приказната за мојата прва и единствена љубов која заврши трудно. Една од лузните што ги донесов од далечна Америка е и таа. Знаеше дека се сакаме, знаеше дека ќе се земеме, а упорно настојуваше да ја ставиш во твојот список, заедно со сите твои пачаври и ороспии. А сега ми препишуваш како грев нешто што се случило пред 25 години. Абе ти нема шум во главата, бе. Сакаш да клекнам и да те молам да ми простиш. Си се заебал, бре, еј. Погледни ме убаво. Бега од мојот живот.
Од моето семејство понастрана. Твоето семејство. Ха! Девојчето со плетенки. И кончето, како што го нарекуваш ти, роди здраво машко дете, кое сега е возрасен маж и успешен човек. Случајно или не, господине, многу личи на тебе. Опа! Тепачка или? Не. Пријателски разговор на долнодупенски начин. Светски, цивилизирано, како што треба. Сепак, ќе морам да ве напуштам. Се најубаво. Бате Живко, работава полека, но сигурно ти станува пекол. Или со годините се изматуфи нешто, или некој ти има направено магија, да те носам на бајачка срамота. Кај оđe уште поголема срамота. Ваков не можам да те гледам. Абе, доста ми, Барбарич, бе, имам син возрасен. Што имаш? Син, лично мој, со печат. Данк. Ова е за психијатар. Ајде на психијатар да те носам. Го брав постанот, бате боле. Како ба? Кругот се затвори, бате боле, готово. Кој круг, бе? Кругот се затвори и ти ќе се обесиш сега, а? Не, веќе сум обесен, нема што да се бесе. Ама ми тргна работава од Сабајлера норан. Тоа лилето со коси очиња така, која понче, уболично. То. Она малото што мрдаше многу. То го родила. Шо збор, бе? Значи, првата... Така, првата сексуално фраерско долнодупенска афера се откри, бате. Се откри, вака. Нели рече дека се исчистила? И реко се исчистила, ама не се исчистила. Го родила. Значи работата е... Работата е кајгана, кутулвачка нема, јас сум вокал до колена. Догуша си. И догуша, и поиќе можда. Благето се разведува. А тој зетот копукот. Зетот бе мој. Bona го ведото в кафана, што го ставивме да работи. Тој бате боле. Што учеше, што го школувавме. Така му направивме адвокатска канцеларија. Адвокат го направивме. Го искарше автомобилот сега пред некој ден. Абе партали, дро. Каско ти беше ли? Абе какво каско, ништо. Остежи ти Бога. Како ми доаѓа да избегам некаде и да не се вратам никогаш. Чекај, застани. Како да не? Застани да го вратиме филмот сега од почеток. Ај да го вратим. Овој, Дради. Да. Археологов. Копач. Да. Ти го тупна синот под носот. Така. То се вика класична освета. И сега? Сега. Кај е Милчето твоја тука? Да. Ја држи Милка како џокер. Так. Многу ба манџа ти сварил. И ја забиберил, и со лути пиперчиња, не знам што да мислам јас. Мене ми се лоши, бате боле. Не ми јарно нешто. Како мачка да ме греби. Ке ти умрам, бате боле. Бате Живко, бе? Бате Живко. Се лоши. Лиле! Викај брза помош, моли! Бате Живко. Ги видов сите резултати. Фала Богу, не е срцето. Ова ти од стрес. Ти си будала, си се засекирал за еден автомобил. Бил автомобилот како да не бил. Ќе купиме друг. Беше Бошко. Почна да плаче. Се јави сузето од Канада. Ништо не кажа. Вели каде е тата? Јас се велам, татко ти е на пат. Вчера дојдоа баба и дедо.
Моите беа. Тате и мама. Татете не сум години од 2 години. Ајде сега. Како се договоривме, а? А синоќа па сонувам некој сон. Бе, го сонувам песот Мурга. Па една кобила имавме таму, в село, црвена. Како сум паднал од кобилата. И вчера беше драги. Се сретнале со Благи и дојда. Замисли, во новата влада станал заменик на министерот за култура. Милче, моја златна, сега да ме оставиш малку, да ме извиниш. Некако ми се спие, ми се дреми. Тоа ти од лековите. Ајде, легни си убаво. Шо е ова? Училиште или кафана? 1000 деца надвор, не можам да влезам. Жени, кои са ние мајмуни со Мерцедес, таму со Ауди, со... Со активот на жените мала приредба имавме. Собиравме доброволни прилози за децата без родители. Многу беше убаво. Спонзори, донатори, новинари... Супер. Кажи. Што да ти кажам, не можам да те видам, а камо ли да ти кажам. Види го расипувач на забави, па влегов во кругот, треба да го игра морето до крај. И колку се отели сега? Колку што требаш. Имаме пари, даваме. Јас влегувам во кругот, а ти повели, ако сакаш да влезеш во политиката, повели. Имаш време да останеш малку со мене? Не можам сега, имам протокол. Ме чекаат новинари, ме чекаат спонзорите. Некои луѓе од УНИЦЕФ имам. Од кого? Ај, сега друг пат ќе ти кажам. Слободно. Ти? Изгледаш како да те прегазил воз. Добрите, честните луѓе како мене, со добра намера, со добро срце и душа. И таквите обично завршуваат на улица. За вчера се шеташе со гарди, се расфрлаше со пари. Сега дупка. Ме обра еден. А го прибрав како што те прибрав тебе на времето, знаеш, да. Останавме сега сами, јас и Станчето. И перничето на кое лежеше и плачеше ти. Ти требаат пари? Ако сакаш да останеш како Бошко во мене, те молам никогаш повеќе да не поставаш такви прашања, те молам. Злато, Те молам, Бошко. кога ми беше најтешко, ти ми помогна. Јас...